се поздравуваме со овој поздрав, зашто воскресението на Исус Христос е настанот кој го ја исцрпува содржината на овој празник. Тоа настан кој го одбележуваме. Но за жал, како што се случува често пати, го губиме од фокусот важното, ја губиме суштината и вниманието го посветуваме на споредни, беззначени работи. Или се однесуваме како уредникот на весникот кој прв известил за првиот лет на човекот. Не знам дали ја знаете случката со браќата Рајт. Браќата кои успеале да го направат на првиот авион и да полетат. Краток лет, но многу значаен за историјата на воздухопловството. Браќата Рајт биле произведувачи на велосипеди. Меѓутоа, нивната желба била да конструираат авион со кој ќе може да се лета. До тогаш немало авиони и после долга работа успеале да по нивните мерки да направат летало, да направат некаков првобитен авион и отиша некаде во Северна Каролина на погодно место за да го испробат, да видат дали нивниот труд ќе се исплати. Отишле, пробале и успеале. 59 секунди летале. И тоа е првиот лет во историјата на човештвото. И радосни за достигањето пратиле телеграма до нивната сестра во таму каде што си живееле, во нивното место, и бидејќи телеграмите се кратки, го запишеле само најважното. И во телеграмата пишувало: летавме 59 секунди, за празникот ќе бидеме дома. Това било целата содржина. Кога сестрата ја добила телеграмата, веднаш отишла кај уредникот на локалниот вестник за да соопштат по наредниот број за таа важна вест. Уредникот ја зел телеграмата и се разбира, ја вклучил содржината. Во наредниот ден во вестникот излегла информација: познатите произведувачи на велосипеди од нашиот град за празникот ќе бидат дома. Тоа била важната порака за уредникот. Го испуштил најважното нешто. Го испуштил од неговиот фокус најважниот настан кој дотогаш се случил во таа област. Испуштил да спомне дека најпосле е создадено летало со кое може човекот да лета. Поради тоа што ја утнал поентата, пропуштил да соопшти за толку важен настан. Она што се случува обичаено е испуштањето на историската перспектива на нештата. Ние од денешна перспектива 100 години подоцна покрај такво развиено воздухопловство ќе си кажеме како можел човекот да пропушти тако важен настан. Бидејќи ние денес знаеме колку е важен воздушниот транспорт денес. Како можел тој човек тогаш да не го види тоа и да не го разбере и да го пропушти во вестникот тој важен настан. Но за жал, многу пати ја пропуштаме историската перспектива на нештата што се случиле дури и во минатото. И еден таков настан е воскресението на Господ Исус Христос. Овој празник што го одбележуваме. Во многуте нешто што ги правиме покрај овој празник, го испуштаме најважното. Важно ни е колку јајца ќе вапсаме, важно ни е што ќе јадеме, важно ни е кога треба да се направат нештата, важно да се отиде на црква, важно да се извести колку луѓе биле на црква, важно е да се пренесат некакви честитки на политичари, а останува настрана најважното. Воскресението на Исус Христос, настанот всушност кој го одбележуваме. Ако не беше воскресението на Исус Христос, немаше да постои овој празник. Јас би сакал оваа вечер да видиме две гледни точки кои се диаметрално спротивни, две точки кои го окупираат умот на човекот. Две гледни точки за воскресението.
И тие две гледни точки се опишани во овој текст, кој навидом нема врска со Великден, со воскресението на Исус, Дела на апостоли 25 глава. Таму има еден разговор меѓу двајца во тоа време високи политичари, така да кажеме, управници на две држави, председатели на две држави. Фест и Ирод, Агрипа. Фест и Агрипа. Ајде кажеме нешто малку за позадината на тој настан. Апостол Павле е во затвор во Кесарија, некада денешна Сирија. Таму е во затвор бидејќи евреите подигнуваат обвинување против него заради ширење на некакви учења, тоест бидејќи тврди дека Исус Христос воскреснал. Тој во затвор во Кесарија и управникот, римскиот управник на Кесарија или тој дел од римската провинција е одговорен за судскиот процес. Оди во Ерусалим и таму евреите инсистираат Павле да биде префрлен од Кесарија во Ерусалим и да биде суден во Ерусалим. При тоа станува очигледно дека нивната намера е да го убијат уште по патот, додека патува од Кесарија во Ерусалим. Меѓутоа, Фест е одговорен според римскиот закон да обезбеди праведен суд спрема апостол Павле и затоа го отворила барањето на евреите и им вели: дојдете во Кесарија и таму ќе се одржи судскиот процес. Тие доаѓаат и таму го разбира и обвинението, гледа дека никако не можат да се спога дека тоа ќе биде тежок судски процес и затоа на помош го повикува Агрипа, кој е управник на Јудеја или управник на провинцијата каде што се наоѓа Ерусалим како град. Претходно, за да се ослободи од одговорноста за тој процес, му предлага на апостол Павле да отиде во Ерусалим таму да му судат. Меѓутоа апостол Павле се повикува на своето право како римски граѓанин да биде суден од Цезарот. И тој вели: избирам да бидам суден од Цезарот во Рим. И Фест мора да го исполни барањето на еден римски граѓанин како што е апостол Павле, и за да се посоветува, го повикува Агрипа, кој пак е и евреин, прозелит, номинален евреин, кој е запознан повеќе со проблемот на тој спор, и го повикува во Кесарија. Така да се состануваат двајца високи представници на римската власт. Едниот управник на една провинција на Рим, другиот управник на друга провинција. Или председателот на Сирија, председателот на Јудеја. Се собират и таму и Фест му вика на Агрипа: имам еден човек кој е осуден, и го објаснува суштината на проблемот. И ќе видиме овдека во неговото образложение на обвинението се гледа многу јасно какво е едното гледиште за воскресението на Исус Христос. Гледиште кое меѓу другото е помасовното, гледиште кое го прифаќаат повеќето луѓе, дури и оние кои исповедаат дека се христијани. Дури и оние кои го празнуваат Великден. Ке ги видиме карактеристиките на тоа гледиште и карактеристиките на другото. Она кои го имаат вистинските христијани или оние кои можат да се наречат вистински, на вистина дека се христијани. Ова е објаснувањето, образложението кој го дава Фест пред Ирод, пред Агрипа. И вели вака: обвинителите кои стоја околу него подигнаа против него обвиненија, но не такви какви што очекував, туку имаа против него некои препирки за нивната религија и за некој си Исус кој умрел, а за кого Павле тврдеше дека е жив. Што можеме да видиме од едно такво гледиште на проблемот со кој се соочи Павле и јудеите? Основното што ни паѓа во очи е еден така поглед кон воскресението како на настан кој не е толку важен. Тоест, гледа на воскресението како на
прашање на религија која не се однесува до него и римската власт. Или воскресението е настан кој не е ни толку важен за луѓето. Ајде да видиме што вели. Дојдоа со обвинувања, но не такви какви што јас очекував. Дојдоа заради некаков спор кој воопшто и не е важен за воскресението на некој си Исус. Што значи тоа? За повеќето луѓе воскресението не е настан. Дури не е важен, важен настан. Воопшто не е настан. Не е настан околу кој треба да се замислуваме. Не е настан за кој треба многу и многу, околу кој треба многу да се замараме. Јас си мислев дека доаѓаат со некакви други обвинувања. Например, очекував да чуам обвинување дека Павле е терорист и подготвува преврат, пуч против императорот, дека подготвува терористи во пустината за да изврши државен преврат. Или можеби е убиец, можеби е разбойник кој ограбува патници. Меѓутоа, тие дојдоа со некакво друго обвинување. Воопшто не е важно. Воскресението на Исус Христос не е вест. Па дури и денес. Оној настан кој ги покрива првите страници на весниците во светот, водечките весници во светот, како некаков духовен настан и настан кој е врзан со духовна личност, е говорот на папата по повод Великден. Тоа е најраширениот говор веднаш после Великден или за време на Великден. Меѓутоа, ако читате што пренесуваат весниците од говорот на папата, ќе видите дека нема ниту една реченица поврзана со воскресението на Исус. Обично во весниците пишува: папата упати апел за мир, повик за помирување, повик за толеранција. Тоа е веста што се пренесува од говорот на папата, зашто тоа е големата вест. Нема да прочитате ништо за воскресението, па дури и нашите вестници кога пренесуваат пораки, тоест извештаи од пораките по повод Великден, се поврзани со други теми: мир, разбирање, соживот, но нема да чуете ништо за воскресението. Зошто? Зашто светот не гледа на воскресението како на значаен настан. Како што и Фест не гледаше на воскресението како на нешто важно. Воскресението не е важно. Зошто? Тој гледа на воскресението како на нешто што не е врзано со факти, како на суеверие. Вели, туку против него изнесоа некои обвинувања, тоа е преперки за нивната религија. И овдека зборот не е добро преведен. Истинскиот збор, кој на грчки значи дезидеимонија, би требало да се преведе како суеверие. Тоа е зборот, вистинскиот збор. А што значи суеверие? Овој збор, ако го преведеме буквално, значи страв од демони. Дезидеимонија. Ако говориме за демони, не мислиме на ѓаволи, туку мислиме на духовни суштества. Тоа е значењето на зборот демон, деимонија, во редовниот грчки, стар грчки јазик. Духовни суштества, или богови, или божества и така натаму. Се е вклучено во тој збор. Идејата е дека или како гледа Фест на проблемот. Кај нив има спор за суеверни работи, а суеверие е верување на нешта, во нешта кои не можат да се докажат. Тоест, веруваат дека ако направат нешто, нема да им се случи лошо, или ако направат нешто, ќе им се случи добро, без никој да го докаже тоа. Пред некој ден бевме на погреб и луѓето после погребот требаше да скинат сите нешто зелено и да го стават на креветот каде што лежал починатиот и да кажат: со тебе ми беше добро, а без тебе уште подобро. Зошто? За да не умрат луѓето.
живите, за да не им се случи нешто лошо. Добро, кој го докажал дека тоа успева? Кој може да докаже дека ако направиш така, нема да има последици по тебе? Тоа е суеверие. Суеверие е верување во нешта, правење на ритуали кои никој не може да ги докаже. Луѓето веруваат зашто чуле дека така е. И се прават многу работи денес и покрај Великден, многу суеверни работи кои никој не може да ги докаже. И фест се однесува кон воскресението на Исус Христос како кон суеверие. И денес, дори и оние кои се нарекуваат христијани, и дори оние кои го слават Великден и прават многу нешта околу Великден, сушност гледат на воскресението на Исус како на суеверие. Тоест, на нешто за кое се говори, меѓутоа никој не може да потврди дека тоа навистина се случило. Тоа е суеверие, воскресението на Исус Христос е суеверие, како, например, верувањето дека црна мачка ти го пресече патот, ки ти оди на лошо. Го изедначуваат нештата. Тоа е обичајната представа. И затоа се што е врзано околу христијанството се смета, дури и доктрините, христијанските доктрини се прифаќаат како суеверие. Дури и христијанските гледишта се прифаќаат како суеверни. Например, кога има спор за абортусот, тука има две гледни точки. Едната е про-лайф, другата е про-чојс, едната е за живот, друга е за избор. Она што е за живот е христијанската гледна точка, другата за избор е она хуманитарната, атеистичката. Кога ти ќе кажеш дека си за живот, обвинувањето е религиозен фанатик. Зошто? Зашто неговото тврдење не се темели на факти. Она другото, атеистичкото, секогаш е врзано со факти и со наука. Така гледаат луѓето во светот на нештата. Дали така ќе видиме малку понатаму. Но тоа е разбирањето. Кај поголемиот дел, кај луѓето, кога ќе се спомне вера, кога ќе се спомне воскресение на Исус Христос, кога ќе се спомне раѓање, кога ќе се спомне христијанско учење, веднаш разбирањето кај луѓето, стереотипот е, тоа е суеверие, тоа е религија. Нема аргументи, нема факти, нема подлога, можеме да го прифатиме како здраво нешто. И на крајот, Фест вели, тие збореа или спореа за некој си човек, некој си Исус, за кого овие тврдат дека е мртов, а Павле тврди дека е воскреснат. И тука сосема станува јасно дека Фест не гледа на Исус Христос како на нешто посебно. Тој си е обичен човек. Може би бил успешен религиозен водач, забегал и си навлекол непријателство и самиот се турнал во смрт. И тоа е разбирањето на многумина, дури оние кои се нарекуваат христијани, разбирањето за Исус Христос. Представата за Исус Христос. Тој е бил добар човек, хуман, може би дури многу успешен во однос на убедувањето на луѓето, но само човек. И затоа ние денес треба да изградиме една вистинска историска слика, реална историска слика за Исус. Има многу митови околу него, еден од тие митови е воскресението. И ако сакаме да направиме, да создадеме автентичен историски портрет за Исус, треба да ги тргнеме сите митови кои се натрупале во историјата и така да стигнеме до таа реална личност. Тоа е разбирањето дури и на христијаните денес. Па дури на Великден, тоест на самиот празник, се гледа како на празник, како и сите празници, во кој човек ќе се одмер како на добар празник. Исус Христос сепак бил добар човек. Така и Великден е добар празник, во кој луѓето може да се соберат заедно, да се видат, да каснат посебно јадење, бидејќи не е секој ден Великден, да отидат некаде на одмор и да си поминат убаво. Празник кој можеме да го потребиме за многу убави работи. Тоа е представата, онаа гледиште
по-разпространето, по-присутно гледището на фест. А какво е другото гледище? Она кое го застапува апостол Павле. Воскресението, кое е во основата, кое е суштината на овој празник, е најважниот настан во историјата на човештвото. И нема поважен настан од воскресението. Зошто? Ако нема воскресение, нема христијанство. Ако нема воскресение, празна е нашата вера, празна е нашата проповед. Со други зборови апостол Павле вели, ако нема воскресение, ако Христос не воскреснал, тогаш напразно си ги трошиме зборовите. Воскресението е основата, темелот на христијанството. Ако сакаме да го обориме христијанството, доволно е да ја оспориме оваа доктрина. И тогаш сите останати учења во христијанството паѓаат. Како се создава домино ефектот. Ако го турнеме воскресението, тоа ги турка понатаму сите останати учења и нема веќе учење во христијанството. Се се темели на воскресението. Празна е, вели, нашата проповед, празна е нашата вера. Ако Христос не воскреснал на вистина. С други збори апостол Павле вели, подобро да се разпуштиме, да си отидеме дома, да јадеме, да пиеме и да се уживаме. Ако за тебе Христос е обичен човек и воскресението суеверие, т.е. не е реален настан, апостол Павле вели, џабе си го трошите времето овдека. Џабе сте дошли. Отидете си дома, пуштете си телевизија, земете си пиво, кафе, чај и уживајте. Меѓутоа животот останува безсмислен. Ако нема воскресение, вели апостол Павле, на Христос, тогаш нема и наше воскресение. Ако ние не воскреснуваме, тоа значи дека нашиот живот е само ова што го живееме овде. Тоа значи дека смртта става крај на нашето суштествување. Тоа значи дека се во нашиот живот е суета. Може да постигнеме многу работи, можеме да стекнеме слава, можеме да придобиеме многу нешта, но смртта на крајот ќе обесмисли се. Зашто во смртта никој не може да придобие ништо од своите богатства, слава, достигање, успеси. Зашто во смртта на крајот се оди во непостоење, несуштествување. На крајот на краишата, па зошто и да создаваме, зошто да работиме, зошто да се трудиме, ако еден ден се отиде и заврши во правда. Кој е смислата на нештото? Се е суета, и се е безнадежно, и се е очајно. Ако Христос не воскреснал, тогаш нема вечен живот. Животот е само оваа суета на земјата. Тоа вели апостол Павле. Но ако Христос воскреснал, нештата се сосема поинаку. И вели, воскресението не е суеверие. Воскресението не е настан кој не може да се потврди. Воскресението не е измислица. Воскресението не е суеверие или, како што овдека пишува, религија. Апостол Павле тврдеше дека има воскресение. Фест вели, настана спор, Павле обвинет затоа што тврди дека Исус Христос е жив. А за да се тврди нешто, треба да се има факти. Не може да се тврди предпоставка. Не може да се тврди надеж за нешто што може би е така, може би не е така. Фест вели, тврдеше. Зошто? Зашто имаше факти. Кои бе фактите на апостол Павле? Кој беше апостол Павле? Тој биографија која останала во историјата е вистинска. Апостол Павле беше млад човек во подем, пред кого стоеше успешна кариера. Произлегуваше од важен род, Вениаминовото племе,
имаше образование кај најдобрите во тоа време учители, беше истакнат во равинскиот ред, беше посветен како патриот на зачувување на религијата на неговите предци, пред него имаше успешна кариера. И што направи тој човек? Пишува на едно место. Во еден момент, сето што го постигнав во животот, го тргнав настрана како смет, како отпадок. Зошто? Зошто имав средба со воскреснатиот Исус. Може се представите што направи апостол Павле. Тој направи нешто што не му донесе ништо реално во животот, а му нанесе голема штета во тогашниот живот. Тој загуби се и си нанесе многу неволи. Со тоа што тој почна да го проповеда Христос, воскреснатиот, си го навлече непријателството на своите, на евреите. Секаде каде што ќе отидеше, тој беше тепан, беше навредуван. Неговото дело каде што ќе отидеше беше рушено од евреите. Тој си навлече голема неволја со тоа што почна да го проповеда Христос воскреснатиот. Кој човек би се решил на таков чекор ако немаше аргумент за тоа, ако навистина не го сретнал Христос воскреснат? И некој може да каже, добро, може би имал халуцинација, за која верувал дека е вистинска и тоа нешто го сменило животот. Во ред, може би се случило и тоа. Но што да кажеме со останатите ученици? И тие како и Павле, апостолите имаа пред себе друга можност, да живеат спокоен живот. Беа луѓе кои имаа имоти, имаа занаети. И уште една работа. Кога го видоа Христос како го погребуваат мртов, сите останаа разочарани. Се вратија на своите занаети. И не сака да слушнат повеќе за Исус. Се до третиот ден, кога Христос воскресна. Што се случи со тие уплашени, обесхрабрени, депресирани луѓе да се сменат толку многу, што се осмелија да зборуват за Христос воскреснатиот дури пред управниците, пред царевите? Ке се случиш ли таа промена во нивниот живот кога тие навистина не го сретнаа Христос воскреснатиот? Причината за промената што тие го видоа Исус воскреснат. И беа спремни на крајот дури животите да си ги дадат. Кој би си го дал животот, кој би се подложил на такви страдања заради суеверие, заради нешто кое знаат дека не е вистина. Дури да биле заблудени. Тогаш, како што почна Гаго, како ќе одговориме на прашањето за празниот гроб? Кога учениците почнаа да шират вест дека Христос воскреснал, ако не беше така, тогаш евреите и римјаните ќе го извадеа Христос од гробот и ќе го покажеа, и така веднаш ќе им ја затворе устата на апостолите. За да не се случи тоа, за да не остане гробот празен, за да не случајно некој го украде телото на Христос, ја поставија најсилната стража околу гробот римјаните и евреите. И дури таа силна стража не успеа да го задржи гробот или телото на Христос во гробот, што тој воскресна. И колку и да се обидуваме да дадеме разумен одговор на тоа прашање, на тој спор, на тој проблем, не можеме едноставно. Гробот остана празен. И никој не го најде телото на Исус Христос. Се вклучи империјата да го реши тој спор, да разреши таа дилема. И не успеа. Зошто? Зашто Христос пишува дека се јави на 500 души и 500 души тргнаа да говорат за воскресението и целата империја се смени. Христос воскресението не е суеверие. Е факт. Факт за кој сведочеа живи луѓе во тоа време. Ако се представат сите аргументи на едната или другата гледна точка, на едната која вели Христовото воскресение е суеверие и другата гледна точка која вели Христовото воскресение е факт, ако се изложат аргументите на објективен судски процес, а направен таков експеримент, поротата на крајот стигнува до заклучокот дека
За воскресението на Исус Христос има по-силни аргументи, отколку оние кои го оспоруваат. За воскресението на Исус Христос има много по-силни аргументи, отколку за постојањето на било која древна личност. И на крајот, Исус Христос не е обичен човек. Во Стариот Завет има илјадници пророштва кои се напишени стотици години пред Христос да се роди и да умре. Пророштва за неговото раѓање, неговото воскресение, неговото служење, неговото вознесение. Сите се исполнуваат. Сите пророштва доедно се исполнуваат. Зашто Исус Христос не е обичен човек. Христос е Синот Божи. Во неговото воскресение се потврдува сето негово учење. А неговото учење тврди дека во неговото воскресение или неговото воскресение е за нашето воскреснување. Смртта не е крај на животот. Смртта е премин кон вечноста. Ако Христос воскреснал, а Христос навистина воскреснал, и ние ќе воскреснеме. И од тоа, од нашето гледиште кон воскресението на Исус Христос, од нашето гледиште, од нашата гледна точка за Исус Христос, зависи дали ќе воскреснеме како пријатели на Бог или негови непријатели за целата вечност. Од тоа зависи и нашата вечна состојба. Ако Христос воскреснал, тогаш овој мој живот на земјата е само подготовка за вечноста. Од мојот живот на земјата и од мојата гледна точка за Исус Христос и неговото воскресение ќе зависи мојата вечна дестинација. Ќе зависи дали во вечноста ќе живеам со Исус Христос како мој спасител или Исус Христос како мојот судија. Две гледни точки диаметрално спротивни. Две гледни точки од кои зависи мојот живот сега на земјата, дали ќе имам суетен живот или живот полн со надеж и очекувања на славна вечност, или пак ќе имам суетен живот во кој колку и да ми е убаво, сепак виси над главата постојано она безнадежно што доаѓа поради смртот и несуштествувањето во смртта. Две гледништа кои радикално го променуваат животот и целата вечност. Кој е нашето гледиште? Кој гледиште ние држиме? Сите го слават Великден во Македонија, но не сите го имаат вистинското гледиште. Сите се поздравуваат со Христос воскресна. Некои гледаат на воскресението како на суеверие, а некои гледаат како на основниот настан во историјата кој носи надеж и вечен живот. Мојата молитва е, мојата желба е сите да го имам вистинското гледиште. Само тоа може да ни донесе воскреснат живот сега и во целата вечност. Живот во кој вистински можеме да се надеваме на надежта на утехата која доаѓа во Исус Христос, независно од тоа што се случува сега. Што е да се случува, што е да доаѓа. Христовото воскресение дава надеж. Од празниот гроб блика жива надеж, која охрабрува, мотивира, менува, носи радост, носи храброст, носи смелост, носи мир, носи спокојство. Оние кои имаат вистинската гледна точка можат да го искусуваат секојдневно, надежта која блика од воскресението на Исус Христос. Нека поздравот Христос воскресна биде реалност во нашиот живот. Тој да биде воскреснат во нашите срца. Амин.